со многу жртви и откажувања, со сменето име, со загрозен идентитет, со историја на распродажба, со неколку пати добиени датуми и никогаш не почнати преговори, Македонија повторно остана во чекалницата на Европската Унија. Григор Приличев, од македонски писател, стана македонско-бугарски. Најголемиот македонски револуционер Делчев се уште е на комисиската историска маса. Се одлучува дали бил бугарин. Се откажавме дури од македонското малцинство во Бугарија. Попусто, датум не добивме. И шахти брусевме, за да го нема символот од Кутлеш. Подпишувањето на договорите со соседните Грција и Бугарија според владата требаше да ни овозможи чист пат кон Европската Унија. Дури и тврдеа дека проблемите веќе се решени. Завршија работите Грција, Бугарија, ЕУ, НАТО, готово. Сега треба да работиме дома. Но 3,5 години подоцна се чини како многу да изгубивме, а речи се ништо и да не добивме. Дали владата имаше слаба или пак целосно промашена стратегија? Дел од аналитичарите се погласни, велат, џабе го сменивме името. Кога се потпиша тој договор немаше очигледно никаква гаранција дека по таква голема отстапка, за која што не знам дали некој ја правел, како што е промена на име на државата, да се направи тоа без да има никаква посилна гаранција дека со тоа еве нешто ќе добиеме во смисла на влезна во Европска Унија. Така што ние сме исправени пред уште еден апсурд, како што е она долгогодишно непризнавање од страна на Грција на нашето име, сега сме на вториот апсурд на непризнавање на нашиот јазик и нашиот идентитет и нашата историја. И што доби Македонија од тоа се и од тие отстапи што ги направи? Не доби Македонија ништо, освен тоа што ние како народ се чувствуваме многу понижени и како да ни одземено достоинството. И граѓаните разочарани, велат, пребрзо влеговме во авантурата за промена на името, без да имаме стратегија, што ако некој друг не блокира, како тоа што сега го прави Бугарија. Велат, највеќе ги боли што полека ги губиме националните темели. Како да не боли уши кога го смени, а не ова се значи дека вака ќе биде. Ја и со пријател што сум викам чекам кога ќе дојдеме со бугарите, тогаш ќе видиме докаде ни е. Ми е криво. Како може оној баш како тоа и така, ама ако не крсти Македонија не е на македонците, него на етникумите, Господе чувај. Ние сме вечето Македонија сега што го сменивме името, не само мене, него цел народ македонски. И пак не влеговме во Европска Унија? Пак. Не требаше да се смени името. Воопшто не треба да се смени името. Ме боли како не ме боли. Сите ги боли. Што сметате дека требаше да се направи да го менувам името толку рано или подоцна? Што да кажа? Може би требаше да почекаме, ама тоа е. Македонските институции, дури и пред време, почнаа да реализираат дел од договорите со Бугарија и Грција, иако дел од точките требаше да се имплементираат откако ќе започнеме со преговорите и ќе ги отвориме поглавијата каде се потребни измени. И после сите неуспеси, творецот на идејата за брзи евроинтеграции, како да не сака да припати дека и неговите претходници може да го сторат истото, се чини дека сепак гледале подалеку од него.